Агенда 35, колку што има поглавја на патот кон Европската Унија. Емисија посветена на реформите што државата мора да ги направи, за да го подобри функционирањето на институциите и животот на граѓаните. Правиме анализи и споредби на искуствата на земјите што веќе се членки. Втората сезона на Агенда 35 ја почнуваме одовде од Брисел, во време кога токму евроинтеграциите се главна тема. Без оглед кога и да почнат преговорите, државата дома ќе мора да работи на сите поглавја, а наша задача ќе биде да ги информираме граѓаните каде е земјата денес и каде треба да биде. Останете со нас и оваа сезона. Во Агенда 35 ќе гледате анализа од Брисел. Што стои во позадина на ветото за одлуката за датум за преговори? Европратениците со остра осуда на француската блокада. Ексклузивно интервју со председателот на Комисијата за надворешна политика при Европскиот парламент, Дейвид Мекалистер. Следете на. Намуртен и мрачен, каков што беше Брисел најчесто во текот на претходната недела додека се одржуваа состаноците на европските лидери, таков израз на лицата кај македонската делегација донесе француското вето, земјава конечно да ги почне преговорите за членство во Европската Унија. По неколкудневни превирања околу вордингот во крајниот заклучок, состанокот на лидерите на земјите членки наместо со суштински исход заврши само со една реченица, а тоа е дека Европскиот совет ќе се наврати на прашањето за проширувањето пред самитот ЕУ Западен Балкан во Загреб во мај следната година. Но ако претходно, како причина за недобивањето датум за преговори постојано се набројуваа низа реформи што треба земјата да ги спроведе, сега лидерите ја лоцираа вината кај себе. Je partage la vision géopolitique avec la chancelière de ce caractère stratégique. J'ai la volonté d'envoyer un signal positif à ses dirigeants. Mais l'esprit de sérieux et toutes les discussions qu'on a par ailleurs me conduisent peut-être à dire cette fois-ci, c'est nous qui demandons un peu de temps pour le faire dans le bon ordre. Француското не, Макрон овој пат го подкрепуваше со промена на методологијата на преговарање која патем сите европски лидери ја оценија како неопходна. Но и уште едно не овој пат од Германија да се даде зелено светло само за нашата земја, но не и за Албанија. Со тоа европските лидери практично признаа дека земјата овој пат извиси главно поради заостанувањето на Албанија во процесот. Moi j'ai écouté hier ceux qui disent il y avait une quasi-unanimité pour faire rentrer l'Albanie et la Macédoine du Nord ne disent pas la vérité. Il y avait sans doute une large majorité, sauf quelques-uns, donc une écrasante majorité, je suis même prêt à dire, pour la Macédoine du Nord. Mais il y avait une bonne moitié des États membres qui disaient l'Albanie c'est pas pareil, hein. Nous, on ne veut pas qu'ils rentrent. Je pense qu'à ouvrir les discussions d'élargissement avec la Macédoine du Nord en tenant l'Albanie à l'écart eût été une faute politique funeste dans la région. Et c'est cela le seul consensus qui pouvait se dégager. Je pense que c'était une faute politique funeste. Vous auriez eu des mouvements politiques, sociaux d'une violence inédite, non seulement en Albanie, mais dans tous les pays avec des minorités albanophones. Les conséquences sur le Kosovo et les pays voisins n'ont absolument pas été anticipées. Or, il est faux de dire qu'il y avait même une majorité pour ces deux pays ensemble. Германската канцеларка Ангела Меркел, која на неколку средби со Макрон се обидуваше да излобира почеток на преговори и со Македонија и со Албанија, истакна дека Германија се залага за европска перспектива на двете земји и дека тоа би било во интерес и на самата Европска Унија. Вклучувањето на Албанија во така наречената група и беше главен проблем и летоска. Тогаш канцеларката на средба со премиерот Заев побара неколку месеци до октомври за да може да ги разубеди земјите да попуштат околу Тирана, но вети дека доколку не успее во тоа, таа лично ќе се заложи за да има раздвојување и Македонија да не биде жртва. Меркел не го одржа зборот. До крај се залагаше да се одлучува во пакет, борејќи се да има зелено светло за двете земји. Die Position der Bundesrepublik Deutschland war ja, dass es unter bestimmten Bedingungen zu einer Eröffnung der Beitrittsverhandlungen kommen könnte. Diese Position war aber nicht einstimmig durchzusetzen und insofern bedauere ich das sehr. Wir hatten nichtsdestotrotz eine sehr umfangreiche Diskussion, die auch die Bedeutung dieser Länder aus geostrategischer Sicht, aber auch aus europäischer Sicht noch einmal unterstrichen hat. Веројатно најзагрижувачки за нас звучеше францускиот претседател Макрон, кога во изјавата по завршувањето на состанокот на Европскиот совет ја доведе во прашање Солунската агенда од 2003 година и целата политика на проширување на ЕУ. D'abord, moi je ne considère pas que la seule relation que nous devons avoir avec notre voisinage soit une relation d'expansion ou d'élargissement.
nous serions la seule puissance au monde qui considère que la politique de voisinage, c'est de proposer d'adhérer. Et on s'est collectivement inscrit dans cet esprit, qui est étrange. C'est étrange. Ça ne fonctionne pas très bien à 28, ça ne fonctionnera pas très bien à 27. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera beaucoup mieux quand on aura élargi. Donc, je le redis, avant tout élargissement effectif, là, il ne s'agit que de commencer les négociations, soyons lucides. Оваа изјава на Макрон значително отстапува од она што го зборуваше тој во Сорбона пред 2 години, кога рече дека ЕУ ќе мора да се отвори кон балканските земји и да ги интегрира овие земји кога тие целосно ќе ги почитуваат европското законодавство и демократските барања. Како аргумент повеќе за политиката на проширување, тогаш Макрон го истакна ризикот од влијанието на Западен Балкан од Русија, Турција или други авторитарни сили кои не ги делат европските вредности. Денес се чини прилично го променил ставот. Et ceux qui disent, si on n'ouvre pas les négociations, vous allez voir la Chine, la Russie, la Turquie avoir de l'influence, je les invite à aller dans les pays où la négociation a été ouverte. Ce n'est pas que les grandes tours avec des industriels français, allemands, italiens qui sont faites. Cette influence est là, dans la région. Je crois plutôt que nous n'investissons pas assez, nous, de manière coordonnée. Ce n'est pas un processus d'élargissement, c'est un choix d'investissement en matière économique, éducative, linguistique, culturelle dans ces pays. Француското вето на преговорите за Македонија најде на остри критики од врвот на Европската Унија, почнувајќи од еврокомесарот за проширување Јоханес Хан, кој им се извини на граѓаните на Македонија и Албанија, потоа председателот на Европската комисија во заминување Жан-Клод Јункер го посочи овој исход како историска грешка, а со слична реторика зборуваше и председателот на Европскиот совет Доналд Туск. So both countries have the right to start EU negotiations as of today. They are ready. Unfortunately, a few member states are not ready yet. This is why we didn't manage to reach a positive decision. Personally, I think it was a mistake, but I will not comment on it further. Today, I would like to send a message to our Macedonian and Albanian friends. Please do not give up. I fully understand your frustration because you did your share and we haven't. Но и покрај сите утешни зборови од раководството на ЕУ, сепак негативниот исход од Брисел се чини предизвика нова политичка криза. Разочарувањето кај актуелната власт се канализираше во одлука за предвремени парламентарни избори во април, но и покрај големата разочараност, партиите го потврдија со консензус патот на земјата кон ЕУ без друга алтернатива. Нова надеж дојде од италијанскиот премиер Џузепе Конте, кој најавил дека проширувањето ќе биде тема и на следниот самит на Советот за општи работи во ноември. Како и да е, граѓаните можеби и ќе го простат ова предавство на ЕУ, но во суштина, разидувањето на Франција со сите останати европски членки по ова прашање отвора своевидна криза во самата Европска Унија. Европарламентарците не се откажуваат од македонската шанса за почеток на преговори. На вонредна седница повторно ги изложи аргументите зошто земјава заслужува зелено светло. Екипата на Агенда 35 разговараше со представници од двата најголеми политички блока, пратениците на Европската народна партија и социјалистите. И кај двата табори за ова прашање има обединетост. Не држи ниту еден аргумент дека Македонија, за да добие одлука, треба да ги чека внатрешните европски реформи. Европските пратеници се отворени во ставот дека клучниот проблем што мора да се надмине е напуштањето на мерит базираниот систем на одлучување. Македонија и Албанија не може да се гледаат во иста група и доколку има консензус за едната, другата не смее да биде жртва. I think what is at issue at the moment is the credibility of the European Union. When it comes to enlargement, we have a very clear approach on paper, which is the so-called merits-based approach, meaning that every country is judged by its merits. So the progress is there, and if it's there, then we need to move one step further, and if the progress is not there, then we need to wait a little longer for reforms to come on. The problem I see here at the moment is that over the last 2 or 3 years, North Macedonia and Albania have been looked at in common, very much together, assuming that they were actually going at the same speed of reform, and possibly this is not the case. And if we detect that it is not the case, I think we should stay credible as the European Union and basically take a decision whether to split up the beginning of accession negotiations or not.
I think the merits-based approach is the right one. It's a fair one, and any of the players involved knows what to expect. But in the implementation of this approach, I think we need also political fairness and credibility. And this is what the great challenge is here at this EU summit today and tomorrow. I don't think that the EU can afford any scenario where there will simply be no beginning of accession negotiations with North Macedonia or with Albania. I think there needs to be at least a decision on, for the moment, North Macedonia, and I think also a clear timetable for Albania. And this is the kind of compromise. yeah. There must be well. It depends. You can label it as a compromise, but you can also label it as realpolitik, as they say. So looking at the facts, looking at the reform progress, looking at the major achievement there has been between the governments of North Macedonia and of Greece with the Prespa agreement, I think this needs to be honored now, and this is the responsibility, the historic and political responsibility of EU leaders. На ист став со Бикал е и претеничката од редовите на европските социјалисти, Кати Пири. Well, look, I believe that the process should be merit-based with clear deliverables. And this is also the message that the European Parliament, the European Commission were sending to the citizens of North Macedonia. If you do these tough reforms, we will give you green light. So let there be no doubt about it. That was always the position of the European Parliament, of the Social Democrats, also both in the Council, Commission and in the Parliament. On the other hand, what we see is that some people are trying to make this a political process, trying to make a point. We know France wants different reforms inside the European Union, and they say until we don't have a green light from all of you about those internal reforms, we're not going to give a green light on enlargement. So this is, unfortunately, we are losing the merit-based process. I mean, no one will understand it. North Macedonia for 10 years has been given green light by the European Commission and the European Parliament for starting accession talks. So this mess now in the Council, it shows that it's not about whether the country did or not do reforms, it's about many other things. And this is not fair, and this is really losing Europe's credibility as a standing, as an actor in the world. Дека ЕУ мора да најде начин како да ја врати политиката на проширување во живот, има и уште еден аргумент – интересот на самата Унија за нејзината иднина. Let me put, very often national politicians or right-wing politicians talk about the interest of our citizens, the interest of Europe. Let me address this from their point of view. It is in our interest that the countries in the Western Balkans are reforming and are joining up with the European Union. It's in the interest in many, many ways. Otherwise, if we leave our own neighbors alone and set them aside, like we have seen in the past we did with Turkey, then things will also affect us in a negative way. So it's not only what is the right thing to do, but it's also a lack of vision on seeing actually your role as a key player. 28 member states, 27 soon, it looks like. The wealthiest continent in the world, and we're not able to take these decisions after 10 years. I think that's sending really the wrong signal for the whole neighborhood. Бикал упатува и на уште еден аспект што треба да се зема предвид. I think one aspect is to look at the real reforms that have taken place, and I think a major achievement in the case of North Macedonia certainly is the agreement with Greece and the name change. This is something which is not only psychological, this is very much and very deeply something very political, and I think the EU must acknowledge this, so there's no doubt that much of what the EU has asked for has been done. There is no more conflict with Greece. The second thing is that some member states, and I think including France, have also domestic issues on the agenda. This means they could probably take a certain viewpoint in terms of EU enlargement for something which is deeply rooted in domestic politics. So if there is a public opinion or if there is strong opposition parties who are not in favor of enlargement, then a government may be hesitant in giving the green light to opening accession negotiations with whatever country, in fact. And I think that there's two
politics can act in two different ways. One way is to look at what the public opinion is, not to influence it, simply to look at it and then to act accordingly. And the other approach is, and that is the approach that I would very much recommend to any political leader in any country, leadership by persuasion. So there is a historic responsibility the EU has vis-à-vis Southeast Europe, vis-à-vis the Western Balkan countries, and it is, I think, the duty of the political leaders to act in the spirit of government by persuasion. They need to explain to the citizens why we need this, why this is historically needed, why this is good for the EU and for the candidate countries, and there are also positive effects on the role of the EU in the region and the competition between the EU and other major players such as China, Turkey and Russia. И двајцата соговорници објаснуваат дека треба да се има предвид и внатрешната состојба во ЕУ, за кое што Агенда 35 подготвува специјално издание следната недела, но и дека на крајот мора да победи визијата и одговорната политика. Отиво спротивно, губитници се и земјите од Западен Балкан, ама и целиот континент. Силна порака дека местото на Македонија е во Европската Унија и дека одлуката за недоделување на датум за преговори е огромна грешка, испреќа председателот на Комисијата за надворешни работи при Европскиот парламент Дейвид Мекалистер. Мекалистер, како еден од главните играчи во Европската народна партија, го повторува ставот дека европската перспектива на земјите од Западен Балкан е визија на која што ЕУ се има обврзана и која мора да се следи итно и без одлагање. All 6 countries of the Western Balkans have a European perspective since the summit in Saloniki in 2003, including France. We all gave this promise, and we always were very clear to North Macedonia, if the government in Skopje delivers on the necessary reforms, then they will be awarded. And I believe that the time has really come for the EU accession negotiations with Macedonia now to be officially started, and I still hope that France will support this. But it seems that it's getting harder and harder for the leaders to reach consensus about the main questions. I know that different voices in democracies is good to have them, but we are now witnessing very opposite opinions about the main goals and the main principles of the European integration. Is this sustainable for the Union? If you look at a map of Europe, all 6 Western Balkan countries are surrounded by EU member states. This region lies in the heart of Europe. And the European unification wouldn't be complete without our friends from the Western Balkans. That's why I strongly believe that all 6 countries have an accession, have an EU membership vision which we should support. It's hard work to join the European Union, yes, and it will take a long time, but let's get it started, let's kick off. That's why it's so important for North Macedonia, after having to wait so many years, that we can now start opening chapters dealing with the details. And between the beginning of an EU accession process and in the end lie many, many years. That's why I don't understand the concerns from the Netherlands and France. This is not about EU membership now, it's about the beginning of a negotiation which might lead to EU membership in the long run. За зелено светло за Македонија беше поборник дури и Холандија, но таа инсистираше тоа да не важи за Албанија, односно двете земји да се поделат, со што Макрон практички остана сам наспроти 26 држави, кои не гледаа проблем во одлуката за нашата земја. Дали ако земјите се раздвоеја, ќе можеше да очекуваме поинаков исход и друг став на самиот Макрон? Мекалистер одговара. I am not the spokesperson of the French president. I can only tell you that my political family, the European People's Party, supports the beginning of EU accession negotiations with North Macedonia, and we will make this very clear, as we have made this many, many times before. And also this European Parliament, with a huge majority, is supportive of starting the accession negotiations. Мекалистер порачува дека не смее да заборавиме, оти ова прашање, проширувањето и македонските интеграции не се само наш домашен интерес, туку и нивен европски, тема значајна за целиот континент, неговиот развој, безбедност и иднина. A successful EU membership process in the end is a win-win situation. It's good for both sides. It's good for the respective country, of course, but on the other hand, we also can add another European nation to our family of nations. This is good for the economy, this is good for the strength of our organization.
And of course, we also know the European integration process brings political stability to a region. And we have learned in history so many times, instability in the Balkans leads to instability throughout the whole continent. So let's have a policy of good neighborly relations, reconciliation in the Balkans. This is beneficial for all of us, even in Northern Europe. And that's why I so very much praise and commend the deal which was found between Greece and North Macedonia. Во овие анализи мора да се имаат предвид и опасностите што се надзираат над регионот, претворен во поле за геополитички и геоекономски надпревар. If we leave the Western Balkans and if we create a gap, other forces will be ready to fill this gap. There is geostrategic competition in the region. We know how active Russia, China and other countries and forces are. That's why it's up to us to bring the Western Balkan countries on board of the European Union. In these circumstances, how do you see the future of the European Union itself? The European Union will continue to develop, I'm very sure. Should the United Kingdom leave the European Union, this would of course be a big disappointment, but the future of Europe will continue to flourish. The EU27 are committed to continue our process of closer cooperation, and I very much believe that the new Commission under President-elect Ursula von der Leyen will be able to give a new impetus to the European integration process. Во Агенда 35 следува: што се случува во Европа денес? Паметен проект создаден е прв мек робот од силикон. Детектираме лажна вест, откриваме што е вистината. Подобар пристап до информации на работниците и работодавачите за нивните права и обврски и помош на националните тела во прекограничните активности ќе овозможи новата Европска агенција за труд, која започна со работа минатата недела. Ова надзорно тело директно ќе им помага на милионите граѓани на Европската Унија кои живеат или работат во друга држава членка, како и на милионите фирми кои работат преку границите, натре во Унијата. Цели на Европската агенција за труд се олеснување на соработката помеѓу државите членки во спроведувањето на европското трудово право, меѓу другото, во спроведување на усогласени заеднички инспекции и решавање на прашањата на непријавени работници, медијација и полесно пронаоѓање на решенија во случај на прекогранични спорови. Инаку околу 17,5 милиони граѓани на Европската Унија живеат или работат во друга држава членка, што е 2 пати повеќе од пред 10 години, а милиони фирми се деловно активни преку внатрешните граници на Европската Унија. 85% од сите лица во Европската Унија на возраст помеѓу 16 и 74 години користеле интернет барем еднаш во 3 месеци, покажуваат податоците на Статистичката агенција на Европската Унија, а кои се однесуваат за 2018 година. Најмногу лица на возраст помеѓу 16 и 74 години кои користеле интернет во текот на 3 месеци се регистрирани во Данска, и тоа 98%, Луксембург 97% и Холандија 95%. За споредба, на другата страна на скалата користењето на интернет на лица на возраст од 16 до 74 години во Грција изнесува 72%, Романија 71% и Бугарија 65%. Во нашата држава, 79% од лицата на возраст од 16 до 74 години користеле интернет барем еднаш во 3 месеци. Инаку процентот на население на Европската Унија, кој никогаш не користело интернет во 2018 година е 11, што е 2% поени помалку од претходната година, при што овој удел е намален за 1/3 во однос на регистрираното ниво во 2008 година, кога изнесувал 33%. 7 милиони е бројот на патници кои започнале крстарење по море во Европската Унија. Со ова соборен е претходниот рекорд од 2012 година, кога крстареле 6,9 милиони патници, покажуваат последните податоци на Евростат, а кои се однесуваат на 2017 година. Најголем број од патниците, односно 85%, го започнале своето патување од 5 држави членки на Европската Унија, и тоа од Италија 1,9 милиони патници, Шпанија 1,5 милиони патници, Германија 1,1 милион. Потоа следуваат Велика Британија со 1 милион патници и Белгија со 500.000 патници. Со 832.000 патници Саутгемптон во Велика Британија е главно пристаниште за поаѓање на крстарење, пред Барселона со 721.000 патници. Инаку во податоците не се вклучени патниците на траекти и оние кои одат со брод на дневни екскурзии.
Октобот бил инспирација за создавање прв мек робот направен од силикон. Ова иновација ќе му овозможи на истражувачите во идниот развој на поедноставно контролно и сензорно моторно однесување на роботите, за разлика од роботите кои се направени од традиционалните крути делови. Целта на интердисциплинарниот тим од инженери, математичари, биолози и невронаучници била да се истражат и разберат основните принципи на функционирањето на телото и мозокот на октоподот и најпрво да создаде мека роботска рака која може да се движи во вода и да се истегне, да се дофати, односно фати некој предмет. Утврдиле дека движењата на октоподот не бараат многу мозочна активност, туку голем дел од движењата се случуваат скоро спонтано, односно се резултат на физичка интеракција помеѓу телото на октоподот и околината што го обкружува. Искористувајќи оваа стратегија наречена отелотворена интелигенција, тимот создал робот кој може да фаќа предмети, ползи под дното на морето, па дури и да плива, со многу помалку компјутерска моќ отколку што може да се замисли. Меката електроника и механизми за паметна контрола им помагаат на овие роботи да може да функционираат нормално во сложениот свет. Проектот, кој е финансиран од Европската комисија, нуди инспирација за дизајнирање и развој на нови системи на меко активирање, нови сензори, паметни материјали, моделирање и системи за контрола. Со бомбастичен наслов "Полошо од предвиденото", драма во Брисел, одземена и препораката за Македонија од јуни за почеток на преговори, порталот Инфомакс објави лага дека председателството на Советот на ЕУ, со кој раководи Финска, ја повлекло и препораката за почеток на пристапни преговори за членство во ЕУ за Македонија и Албанија. Документот кој редакцијата го користи за да ја подкрепи веста, всушност ја потврдува лагата, затоа што таму пишува дека Советот ќе се наврати на прашањето за почеток на преговорите со овие две земји. Дали во позадина на оваа лажна вест стојат политички пресметки или обично непознавање на англискиот јазик, забуната што се прави кај читателите, во двата случаи е штетна. Се гледаме и следната недела со друга тема од евроинтеграциите. Следете на тука или на нашите официјални Инстаграм и Фейсбук профили на социјалните мрежи. Се гледаме.